Се разбира за оно што е ново во светот, за сите политички збиднувања, зборуваме со нашиот колега, со мојот колега Дејана Дуновиќ. Добро утро. Добро утро. Да чуеме што е ново во светот. Па се уште траат реакциите од вчерашната новина, тоа е обраќањето на рускиот претседател Владимир Путин по повод годишницата од ја одбележа практично со овој говор годишницата од почетокот на руската инвазија врз Украина, од специјална војна операција таа прераснала полека во војна. Тој излезе вчера пред Федералното собрание на Руската дума да ги објасни, да ги упати пораките кон раководството, кон руската јавност, но и кон светската јавност за тоа што до сега е направено и што до сега ќе се прави. Во 4-часовното обраќање Путин се обиде да ја оправда оваа војна акција, операција или инвазија, кој како милува да ја нарече, во секој случај оваа војна, и упати многу пораки, но впечатокот е дека Путин бара брза победа, а не преговори, што дополнително ги подгреа стравувањата и тензиите во светот, особено со неговите најави дека првин оправдувањето зашто ја почнал, второ дека Русија е нападната, велам тоа он го кажа во својот говор, упати порака до Западот дека Западот прв почнал и дека нема намера да отстапи, како Русија нема намера да отстапи од таа западна агресија, туку ќе се бори со сите средства. Покрај тоа упати сериозни предупредувања, а започна и со сериозни, би рекол, политички потези кои го загрижуваат светот, а тоа е првин Русија официјално се повлече од договорот за контрола на стратешкото вооружување, Старт 1, Старт 2. Тоа е, да им објаснам на граѓаните овака просто речено, повлекување од договорот за контрола на ширењето на нуклеарното оружје, што дополнително го направи светот да е помалку сигурен, иако и претходно тоа можеби беше така, контролата беше се знаечива, но сега и официјално е повлечено од Старт 1 и Старт 2, што практично веќе и нема никаква контрола на тоа кој колку боеви глави има и кој што прави со тие боеви глави. Кратко ќе потсетам, Путин смета дека е неправедно НАТО и Западот да вршат инспекции врз руските нуклеарни постройки, како што беше договорено во тој Старт договор, а при тоа руските научници да не може да прават контрола врз НАТО постројките. Зошто токму сега ова му пречи, не знам. Но, еве, тоа го извлече како една од поентите. Исто така, она што можеби најмногу загрижува е суспензијата на декретот за независност на Молдавија. Молдавија, ќе потсетаме, поранешна Советска република, која се граничи со Романија, многу близко е до нас или до Европа. Молдавија има еден сепаратистички регион, се нарекува Приднестровје, каде што русите имаат своји трупи. Со претходниот декрет Путин делумно ја признаваше сувереноста и независноста на Молдавија, но со ова повлекување практично дава зелено светло за отцепување на Приднестровје, а Приднестровје е многу длабоко во европска територија, таму има 2-3 руски војници и војни бази, што дополнително навестува дека може да дојде до ширење на оваа војна околу Украина и поблиску до границите на европските држави. Оно исто така што морам да го кажам е дека пред овој говор предходеше посетата на Бајден на Киев. Зошто го велам тоа, бидејќи не го искоментиравме тоа вчера, нели имавме дојава за бомба, па не можевме да го коментираме, но се уште трае и таа изјава на Бајден и тоа доаѓање на Бајден, што се смета како голема порака на Западот пред се на Соединетите Американски држави, првен до украинците, а потоа и до Москва и до Путин, дека сад очигледно одлучиле уште поголема поддршка да му дадат на Киев и на раководството на Киев и на цела Украина за целовитоста на Украина, што дополнително прави проблем, бидејќи ќе потсетам, Русија прогласи 4 украински региони за дел од Руската Федерација, значи Запорожје, Донбас, односно Донецк, Луганск и Херсонската област, каде што се уште има украински војници. И произлезе замена на тези. Сега не се русите окупатори во тој дел од Украина, туку сега се украинците окупатори на руска територија, и сега оваа изјава на Бајден дополнително дава тежиште дека таму тек допрво наредните недели ќе се разгори војната, што не навестува за добро. Што уште можам да искоментирам е дека денеска има во Брисел
конференција на форматот Б9 држави со Соединетите Американски држави. Форматот Б9, во тој формат влегуваат многу внимателно и темпирано тоа Литванија, Летонија, Естонија, Молдавија и сите овие држави поранешни советски републики кои треба да го договорат за силувањето на источното крило на НАТО, што само укажува како сигнал дека и НАТО, односно Северноатлантската алијанса од една страна, го зголемува бедемот на одбрана, а чим го зголемува бедемот на одбрана, очигледно нешто се очекува, бидејќи, ќе сублимирам, Москва го суспендира декретот за Молдавија, овие го засилуваат бедемот, така да не се исклучува опцијата на ширење на овој воен конфликт од Украина да отиде или на Молдавија, за Белорусија веќе и да не зборувам, па дури и Полска, така да ми се чини дека светот влегува во уште поопасна фаза на војна и не само дека нема да запре, туку очигледно таа тек добро ќе се шири. Ке се шири, така. Дали ова значи во догледно време, сега во моментот, во идниот период, некои промени во војните действија на територијата на Украина? Таму трае офанзивата на руската армија, некои ја нарекуваат пролетна, некои зимска, во секој случај траат борбите во Донбас, особено за фамозниот град Бахмут, кој очигледно требаше утре е официјално годишницата, кој требаше до утре да биде освоен од страна на русите, на некој начин Путин тоа да го прикаже како победа. Очигледно не успеваат поради многу причини, бидејќи освојување на едно населено место е многу комплицирано. Пола град го држат русите, пола град не го даваат украинците. Во секој случај таму се разгоруваат борбите, особено што руските трупи се концентрирани на Донбас и се очекува да продолжат кон Запорожје во длабочина на теренот. Од друга страна, украинците кои бевме сведоци, еве и ти колку и да не ги следиш работите, слушаш дека бараат тенкови, бараат авиони, бараат се и се што се за практично нив им треба, бидејќи украинците очигледно се подготвуваат за една контраофанзива во јужниот дел, каде што веќе имаат 40.000 добро обучени војници и кои со тие тенкови авиони веројатно сакаат да го пресечат географски онака коридорот, да влезат на Крим, кои доколку го успеат да влезат на Крим ќе биде страшен пораз за Русија, бидејќи се почна од овој Крим и од полуостровот Крим, каде што русите 2014 година го анектираа од Украина. Велам се, ќе се шири очигледно оваа војна, особено што и најголемите медијатори за мир од западните држави, пред се Макрон, францускиот председател Макрон и германскиот канцелар Шолц, луѓето кои беа воздржани околу оваа војна, се трудеа да направат некакви мировни преговори. Ќе потсетам, и Макрон и Шолц се единствените западни лидери кои отидоа кај Путин во Москва на онаа голема маса, седна барајки некаков компромис да го одоброволјат тој да ја запре војната и не сака да испорачуваат тенкови, авиони и оружје. Сега и тие од петокот почна масовно да апелираат до светот, односно до западните држави, давајте оружје за Украина за да се одбрани од руската агресија, што мене ми укажува дека Западот или нешто знае, или одлучил и е решен по секоја цена да ја порази Москва. Од друга страна, говорот на Путин вчера, повторно ќе кажеме оценка и на многу светски аналитичари, дури на германската разузнавачка служба, кои велат дека по овој говор се гледа дека Путин сака само победа, а никако не е подготвен за преговори, а се тоа кога ќе сублимираш двете страни очигледно планираат кој ќе победи, тој ќе биде победник. Така. На некој начин. Моето скромно вака знаење кое што го немам во однос на тебе, во однос на овие анализи, кажува дека не стојат работите на добро. Не мора многу знаење, само треба да се следат работите. Кој ги следи, тој повеќе ќе научи на некој начин, така да она што исто така морам да го споменам, малку беше одбележано во очите на јавноста е дека додека се обраќаше на некој начин Бајден во говорот, русите се обидоа да тестираат новата нуклеарна ракета, ајде така да ја наречем, Сармат 2 или, како што ја нарекуваат западните држави, Сатана. Таа е од прилика, нека не ми замерат тие што знаат повеќе од мене, но според она што успеав да го прочитам, е нова нуклеарна ракета која
при удар исфрла уште нуклеарни боеви глави, што е нешто страшно очигледно. Се обидоа да извршат тестот, бидејќи тоа ново оружје, и неуспешно практично имаше поента додека зборува Бајден, додека се обраќа у Киев, да им демонстрираат колку се силни и мокни, но според западните медиуми, сега овие источни не можеме многу да ги читаме, тоа било неуспешен обид на русите, така да не успеале да ги заплашат на некој начин западњаците и Бајден кој отиде во Киев, иако велеше дека нема да оди, но сега ајде зад кулисите на целата политика, Москва знаеше дека Бајден ќе оди, американската безбедност и разузнавачка служба го ја информираше Москва дека Бајден ќе оди во Киев, така и паднаа шпекулациите и дилемите зошто кога веќе Бајден е у Киев, русите не го нападнаа Киев, нели, за да, нели, како сме у војна сме. Меѓутоа очигледно големите сили, а и секогаш е така, зад кулисите на јавноста се договараат, се информираат кој каде ќе гаѓа, бидејќи доколку русите гаѓаат и погодат некој американец да загине у тие напади, официјално тоа значи војна или обратно. И покрај значи воените действија сепак на крај ќе испадне дека големите сили избегнуваат барем официјално директно да влезат во судир и сето тоа оди врз грбот на украинците. Дејан, јас ти благодарам на оваа истрпна анализа. Ми беше драго да разговарам со тебе.